дека наистина е ова законска обврска која што треба јавните предпријатија да ја исполнат. Меѓутоа, каде е сомнешот на опозицијата за ова што денес ние говорим? Колешката Петровска ви спомена. Значи има дефекти во самиот закон. При донесувањето на закон, законодавецот направил некои превиди грешки, кои што се надевам дека идната власт формирана в СДСМ и ќе ги исправи, ќе донесе поквалитетен закон. Меѓутоа, што сакам да овде да потенцирам? Ние имавме, ги разгледавме финансиските извештаи на јавните предпријатија, нови исти јавни предпријатија кои што денес следуват план за работување во 2017 година. Во половината од нив и повеќето работат финансиските извештаи му се работа рентабилност или работат со загуба. Ако работат со загуба и немаат средства, како сега ќе извојат средства да работат 3 пати повеќе од луѓето што ќе ги заминат во пензија? Тоа е клучното прашање. Нискоградба треба да работи 31 ново работување, а 9 ќе заминуваат во пензија. Од кај ќе ги плати? Овде предлагаме амандмани да ви се купат механизација, да се купи помошни материјали, се што му треба за таму. Вие ги одбивте амандмани. Тие немаат основни средства за работа. Изгледа директорот таму кажува купиле еден багер на што овие сите 12 години, чудо големо. Тоа беше дискусијата на опозицијата. Тоа сака да кажат моите колеги дека градот ни е на колена. Пустош ни е градот, ние ќе вработуваме нови вработувања. Не е проблем, никој не е против новите вработувања. Меѓутоа да биде тоа како што треба да биде. Како што треба да биде. Значи, истиот случај во водот. И водот покаже негативен финансиски резултат кој што колега. Како што таму ни кажувавте дека затоите амортизацијата и така натаму. И сега, вас ќе ви одат посуд по пензија, вие тргнете да работите 12. Што е симптоматично? Симптоматично, ако ги гледате извештаите кои што ни се доставили, пишува дека ќе колку месеци планира јавното предпријатие да ги плаќа тие ново работени, значи имали 8 месеци. Значи, вие планирате да работите во април или во мај месец, а тоа се поклопува со предизборие. Значи, вие сакате предизборно да работите. Таа е целта, ова што денес ни го сервирате. Законот бил донесен во 2014, спомна колешката, треба да се применува 2016, не го примените тоа што го применувате денес. И така натаму. Толку за закон. Сега, нешто од она другото што излезе надвор од законот. Јас не знам како успеваат да ви убедат, да верувате дека чавките се гулат. Не верувате. Не чини работа. Вработувавте, преработувавте. Пустоше градот и све и сешто. Колегата зборува за намалување на вработеност. 500 милиони македонци замина од државата за која невработеност зборуваме. Колку го правиме? Никола Гулевски, владата на Добро ЗПМН, 8 милиарди порчи Република Македонија. Вие се парите се вработени во јавна администрација и не знам каде там. Дајте престанете со тие работи. Немојте од овде да правите популизам и да фалите се што сте направиле. Престанете со таа работа. Престанете колешки побидава парите за изборите и така натаму. Сега ќе ви кажеме на работа, на крајот, и мислам дека треба да завршам, затоа што има други колеги кои што ќе именат околнат. Спомнавте за аболицијата. Аболицирани криминалици. Така. Човек не е виновен, се дека не е осуден. Јас така мислам. Сега да ви кажам и за градоначалникот, учителна полиција, разстъпете се, полен. Вашиот председател аболицира и не аболицира 70 на 100, не знам колку там. Тие не се криминалици. Така му дека на Шајаков, ој, да си напише список, а веќе ги помилува. Тоа не го спорувате, така? Значи спорувате нешто друго. Сега ќе ви кажам за аболицираниот. Ќе ви кажам за аболицираниот градоначалник на општина Битола. Владимир Тарески. Доаѓајќи на оваа седница, денес, во 10 часот, без 5 минути, колата на градоначалникот Тарески беше паркирана пред судот во Битола. Јас бев паркиран позади него, имам сведок кој што беше со мене. Владимир Тарески излезе од судот. Зошто? Се јавува во судот затоа што треба да се јавува. Затоа што беше во притвор. Затоа што е осомничен. Затоа што не се работа како што треба. А не
Ова го тврдам и јавно кажувам дека е точно. Осомните. Немојте да кажувате тука кој ќе бил премиер, кој ќе бил опозицијата, така натаму и така натаму. Значи имаме факти. Не само ви. И затоа не зборувате ова што е денес тема за вработувањето, сакате пред избори да го ставите за да купите некој власт. И ги тоа не ви врза. Тоа што кажувате дека граѓаните 10 пати не за колку таму гласале за да помагат. И нема да гласа. Ама виделе дека нема никој ќе работа во вас. Ви кажа, пак ќе ви кажа, ќе ве поздрават на следните избори. Видете си.